Централен дневник на К1 телевизија. На 59 години почина македонската музичка легенда, кантавторот Драган Карамфиловски Бојс. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавите. Наскоро 6 странски компании започнуваат да работат во Македонија. Педесет земјоделци од Вардарскиот плански регион годинава ќе добијат системи капка по капка. 7 прозни дела во конкуренција за Рацинова награда. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион во соработка со УСАИД и швајцарската амбасада втора година го спроведува проектот за поставување на системи за наводнување капка по капка на земјоделски површини засадени со пченка на индивидуални земјоделци кои имаат сопствени фарми. Ова година ќе бидат донирани 160 вакви системи, од кои 50 се во Вардарскиот плански регион. Во рамките на проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, денеска во општина Чашка беше пуштен првиот систем капка по капка на полињата за одгледување на пченка. За оваа година ќе бидат донирани вкупно 160 системи, со чија помош земјоделците ќе ги зголемат преносите за 2 до 3 пати. Со зголемување на бројот на земјоделци кои го користат овој пристап на производство на пченка и сончоглед, ќе се подобрува конкурентноста, профитабилноста, продуктивноста и одржливоста на малите агробизниси. Ова е еден добар пример да земјоделците ги увидат придобивките од овој систем и на наше задоволство имаме голем интерес од индивидуалните земјоделци да го практикуваат овој систем за наводнување и имајќи во предвид дека ние преку буџетски средства ги финансираме ваквите проекти. Амбасадорот на Соединетите Американски држави изрази задоволство што работите се одвиваат во полна пареја и проектот покажува позитивни резултати. За реализација на проектот, Соединетите Американски држави издвоја вкупно $5 милиони, додека швајцарската влада учествува со $1,7 милиони. Well, it's great to be out here in this field that with a farmer who's chosen. Одлично е што сме тука денес на полето на овој земјоделец, бидејќи ова е доказот дека системот капка по капка е корисен не само за производството на пченка како такво, туку има влијание и во секторот на производство на месо, од каде што се добива храната за таа стока. И на тој начин можеме и на уште еден начин да придонесеме за развојот на економијата. Многу интересно да се види како во реалноста изгледа едно поле подсистем капка под капка. И многу импресивно да се види волкаво поле со пченка и да се знае кои ќе бидат резултатите од користењето на системот капка по капка. Чашка е една од општините во која земјоделието е основна гранка за развој на економијата. Обезбедувањето на системи за наводнување значи заживување на регионот во кој традиционално во минатото се одгледувало пченка. Во иднина ова ќе ги стимулира поголемиот дел од нашите граѓани да го следат овој пример, бидејќи токму овие култури беа изгубени од нашите полиња некаде во 80-тите години токму заради недостаток на вода. Еден од условите за земјоделците да добијат систем за наводнување е да имаат сопствена фарма. Покрај развојот на земјоделството, на овој начин се јакне и млекопреработувачката индустрија, бидејќи зголемените приноси ќе овозможат да се прехранат и до 4 пати повеќе крави. На 30 хектари површина ќе биде целата систем капка по капка. До лани поливавме со тифони, немавме добри резултати, просек 8-9 до 10 тона. Се надеваме дека ќе имаме 13 до 15. Од 2013 до денес, 120 полиња со пченка и сончоглед добија системи за наводнување капка по капка преку проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси. Успеавме да оствариме многу високи резултати на крајот од сезоната. Така да самиот проект во 2014 ги зголеми средствата за оваа иницијатива. Во 2014 година ги проширивме регионите, почнавме со работа во Вардарскиот регион, Североисточниот регион и во останатите два во Полог и Пелагонија, каде што работевме претходно. До крајот на 2015 година во Македонија ќе има 660 хектари со пченка и сончоглед наводнувани под системи капка по капка.
Со вкупна инвестиција од 8 милиони денари, 50 земјоделци од Вардарскиот регион ќе воведат нова технологија на полињата. Минатата година 15 земјоделци ја искористија помошта, со што ги зголемија своите приноси во Оризари 12, односно Камендол 17 тони по хектар. Проектот го реализира Вардарскиот плански регион. Нови производствени капацитети од странски инвеститори ќе бидат отворени во Македонија до крајот на оваа година. 6 странски компании најавуваат инвестиции, од кои 3 во зоната на Скопје, по една во Штип и Прилеп и една во Ресен. Со новите фабрики се очекува да бидат отворени 2500 нови работни места. 6 странски компании во престојниот период ќе ги отворат своите нови капацитети во земјава. 3 се во зоната во Скопје, по една во Штип и Прилеп, а во Ресен се гради откупен центар. Фабриките во својот полн капацитет треба да ангажираат околу 2500 работници. Странските инвеститори веќе ги градат најавените производствени капацитети. Со отварањето на гринфилд капацитетите на новите фабрики ќе дојде до значително зголемување на бројот на вработени лица кои што ќе бидат ангажирани во рамките на компаниите, а освен тоа ќе има и позитивни придвижувања во макроекономскиот развој на Република Македонија, особено преку зголемувањето на учеството во извозот на производи од Република Македонија кон странство и позитивниот ефект на соработката со локалните компании кои што може да играат улога на добавувачи во разни производи или услуги кои што се потребни за овие странски инвестиции кои што се практицираат во Република Македонија. Фабриката на италијанската компанија Диатек во Бунарџик е во завршна фаза и се очекува да почне со производство во јули оваа година. И американската Capcom финишира со изградбата на капацитетот вреден $18 милиони, во кои ќе бидат отворени 400 нови работни места. Германската Technical Textile, фабриката за индустријски текстил, која ќе биде отворена во Штипската зона, исто така ќе започне со работа во јули годинава. Висината на инвестицијата во првата фаза изнесува 12 милиони евра, а планирани се 1000 вработувања. И американската Key Safety System за производство на воздушни перничиња за автомобилската индустрија интензивно го гради капацитетот во Кичево. Тој ќе биде готов до декември годинава. Се инвестираа 20 милиони долари, а се планира отворање на 1000 работни места. Финишира и изградбата на откупно-дистрибутивниот центар на Apple Land во Ресенското Маказија. Во текот на летово италијанската Технохозе ќе го стави во употреба вториот капацитет, за кој се најавени 150 вработувања. Државниот завод за статистика денеска објави дека бројот на работници во индустријата во април е зголемен за 1,6% во споредба со истиот месец минатата година. Се бележи пораст во секторот побарувачката индустрија за 2,4%, додека намалување има во секторите рударство и вадење на камен за 4,5%, како и 3% во снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Според главните индустријски групи, пораст има кај интермедијарни производи, освен енергија за 3,2%, капитални производи за 18,4% и кај трајни производи за широка потрошувачка за 1,5%. Намалување на бројот на работници има кај енергија за 4,5% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,2%. Во однос на периодот јануари-април, бројот на работници во индустријата е зголемен за 2% во споредба со истиот период од минатата година. Вкупно 4886 македонски студенти се стекнуваат со вредносен бон ваучер за набавување на таблет компјутери со надворешната статура. Таблетите се за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби. Денеска беа доделени 316 ваучери и тоа на Универзитетот Свети Кирил и Методи 206, од кои 140 на Природно-математичкиот факултет. На Универзитетот Гоце Делчев Штип 38, на Универзитетот Климент Охридски од Битола 22, на Државниот универзитет во Тетово 38 и уште 12 ваучери на приватните факултети, рече министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски. Боновите ваучери во вредност од 8.000 денари се за еднократна употреба и ќе се употребат за купување на таблет компјутер со надворешната статура, најдоцна до 25 јуни. Владата на Република Македонија преку Министерството за информатичко општество и администрација продолжува со спроведување
на активностите предвидени со проектот за доделување на вредностни бонови ваучери за набавка на таблет, компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби. Денеска ќе се доделат 316 ваучери низ Република Македонија. И тоа на Универзитетот Свети Кирил Методи 206, од кои што 140 ќе бидат одени на Природно-математички факултет, на Универзитетот Гоче Делчев Штип 38, Универзитетот Климент Охридски од Битола 22, Државниот универзитет во Тетово 38 и уште 12 дополнителни ваучери на приватните факултети. Министерството за информатичка администрација минатата недела додели 4570 вредностни ваучери, и тоа на Универзитетот Кирил Методи купно 1916, на Гоце Делчев во Штип 879, на Климент Охридски од Битола 652, на Државниот универзитет во Тетово 855, Свети Апостол Павле од Охрид 27 и на останатите приватни факултети вкупно 241 вредностен ваучер. Македонските граѓани конзумираат квалитетни и безбедни лекови, апелираат од Агенцијата за лекови. Тие се проверени и ги поминуваат сите контроли уште пред да се најдат на рафтовите во аптеките. Зголемена е и достапноста до лековите со отварањето на руралните аптеки по примерот на германскиот модел на отварање на субстијарни аптеки. Квалитетни, безбедни и достапни лекови за секој граѓанин на државата е целта на Агенцијата за лекови и Министерството за здравство. Во Македонија се регистрирани над 4000 лекови, но листата постојано се проширува со нови генерики, со што на граѓаните им се овозможува примање на најсовремена терапија. Агенцијата за лекови го гарантира квалитетот, сигурноста, безбедноста на лековите кои што се на пазарот и нормално се грижи за достапноста на истите на територијата на Република Македонија. Секој лек поминува низ низа контроли пред да се најде во аптеките. Впрочем, затоа и постои Агенцијата за лекови за да го гарантира овој дел, така да граѓаните нема потреба да се грижат околу тоа какви лекови имаме на пазарот. Почнувајќи од 1 февруари 2012 година, извршени се вкупно 7 намалувања на цените на лековите и опфатени се над 4500 лекови. Со отворањето на аптеки во руралните населени места зголемена е достапноста на сите граѓани до бараните лекови, без да патуваат за да дојдат до нив. Со измените на Законот за лековите и медицинските помагала се очекува целокупно унапредување на оваа дејност. Овозможивме подигнување на нивото на квалитет во процесот на производство и контрола на лековите, зајакнување на механизмот за контрола на лекови што немаат одобрение за ставање во промет, а воедно дефинирање на агенцијата како регулаторно тело кое гарантира за безбедноста, квалитетот и сигурноста на сите лекови во државата. Цената на лекот се утврдува со споредување на големо продажната цена на истиот лек во 12 референтни земји. Од Агенцијата за лекови препорачуваат и апелираат на рационална употреба на лековите и редовна консултација со лекар, да не се земаат никакви лекови на своја рака во интерес да се заштити здравјето на граѓаните на Република Македонија, за да не настанат несакани последици. Сдруженијето за заштита на правата на болните од малигни заболувања од денес започна кампања за подигнување на јавната свест за лимфомите. Кампањата во текот на наредниот месец ќе биде отворена во 10 градови низ Републиката. Подобро провери е пораката која испраќа кампањата за подигање на јавната свест за лимфомите. Кампањата ја спроведува Сдруженијето за заштита на правата на болните од малигни заболувања Пеперутка, чии представници почнувајќи од Велес во 10 града низ Македонија пред болниците ќе постават штандови. Со делење информативен материјал, представниците на Сдруженијето имаат за цел да ги запознаат граѓаните со раните симптоми на лимфомите и начинот на нивно препознавање и откривање. Кампањата Подобро провери на Сдруженијето Пеперутка е кампања за рана детекција на лимфоми, односно малигни заболувања на лимфниот систем. Целта на оваа кампања е едукација на населението за препознавање на првичните знаци и симптоми на лимфомите. Лимфомите го заземаат 5-то место од малигните заболувања и од нив најчесто страда машката популација, а кај децата се појавуваат неспецифични симптоми. Симптомите на ова заболување се неспецифични. Тоа е лимфаденопатијата, значи зголемени лимфни јазли, меѓутоа може и почесто се јавува зголемена температура, ноќно потење, намален апетит и слабење,
сврбеш, јадеш по целото тело и зголемени лимфни јазли. Во склоп на Сдруженијето Пеперутка работи и советувалиште во Скопје, каде пациентите со малигни заболувања, како и нивните семејства, можат да се обратат и консултираат со соодветен медицински тим. Сдруженијето минатата година отвори и родителска куќа, наменета за родителите чии деца се лекуваат од малигни заболувања во Скопје, а се од натрешноста на Македонија. Во рамките на самото советувалиште може да се консултираат со доктор специјалист онколог, на кого што може да му поставуваат дополнителни прашања за нивното заболување. Исто така можат да побараат психолошка поддршка, бидејќи работи и хонорарно имаме ангажирано психолог кој што може да им помогне и на самите пациенти полесно да го поминат тој период на терапија, па дури и потоа, како и на членовите на нивното семејство. Ова сериозно малигно заболување порано важело за неизлечиво, но веќе десетина години постои терапија и во Македонија, која при рано откривање на болеста може да го продолжи животот на пациентот и целосно да го излекува. За престојните 52 рацинови средби, 7 автори се во конкуренција за рациновото признание. Кој дело ќе добие наградата ќе одлучи трочленото жири. На конкурсот се пријавиле вкупно 9 автори и издавачки куќи, но двајца од нив не ги исполниле критериумите. Конкурсот за доделување на рацинова награда за прозно дело е една од најзначајните конкурси кој организаторот, Сдруженијето Античка драма Стоби, ги објави оваа година за оваа манифестација. Годинева 9 прозни дела стигнале на адреса на општина Велес. Од нив 2 не влегуваат во конкуренција за наградата, која оваа година е естетски профилирана. За жал 2 дела од уредно пристигнатите не влегуваат. Едното затоа што жанровски не одговара на естетичката профилација на наградата, а другото затоа што авторот е веќе покоен, а согласно правилникот за доделување на наградата, рациновото признание се доделува само на живи автори. Новитет е тоа што жири комисијата која ќе ги оценува 7 прозни дела, оваа година наместо 5 ќе брои 3 члена, и тоа председател на истата е минатогодишниот лауреат на рациновото признание Паскал Гилевски, Марија Ѓоргиева Димитрова член и Елизабета Шалева, исто така член на жирито. Рацин е значајна, неминовна, стожерна, базична фигура во македонската литература. Најголемо значење при изборот на добитникот на наградата ќе има токму категоријата на иновативност и освежување, при што морам да се потсетам на еден факт дека самиот Рацин како автор е заслужен токму за такви постапки во литературата и тоа на повеќе планови. Да се иновира и манифестацијата, но преку неа критериумите за избор да се иновираат и тековите во литературата, затоа што иновацијата ми се чини е оној принцип на еволуција и на револуција кој што постои во самата литература. Оваа година за прв пат ќе се додели наградата Антологија на болката за најдобра дебютантска и необјавена поетска збирка Љубовна поезија. За неа конкурираат 7 автори. Добитникот ќе добие бесплатно издавање на делото од издавачката куќа Култура. Во поглед на продолжување на оваа приказна за афирмирање на млади автори, со задоволство се вклучивме да ја поддржиме и поезијата и афирмирање на млади необјавени автори на поезија. Оваа година, организаторот во соработка со Сдруженијето на писатели на Република Македонија, кој од 1963 година е партнер на манифестацијата, наградата почесно Рациново признание ќе ја додели на писателката и преведувач Олга Панкина. Благој Кирков од основните, а гимназијата Кочо Рацин од средните училиште беа најдобри и највешти во пружање на прва помош. Со ова екипата на гимназијата ќе земе учество во државниот надпревар. Денеска во основното општинско училиште Блаже Коневски се одржа 41-иот надпревар во организација на Црвениот крст на Република Македонија. Гимназија Кочо Рацин од средните училишта и Благој Кирков од основните се победниците на 41-иот општински надпревар во прва помош. Реанимација, превенција при рани и мобилизација, начин на пристап до повредено лице се дел од активностите за кои учениците ги бодуваше стручна жири комисија составена од доктори специјалисти. Учениците кои беа дел од овој надпревар велат дека овие знаења поврзани со давање прва помош е потребно да се знаат затоа што со истите може да се спасат човечки животи.
Според мене, јас сметам дека поголемиот дел од младите треба да бидат едуцирани за прва помош, бидејќи се сретнуваме со секојдневни катастрофи, така да треба да бидат едуцирани. Па важно е, ова може да се најде во секојдневниот живот. Општинскиот надпревар во прва помош е дел од програмата на Црвениот крст на Република Македонија. Целта на ваквите надпревари е учениците да се стекнат со основни познавања, пружање прва помош. Децата стекнуваат знаења освен во училиштата каде што вежбале, за овие надпревари се припремаа подолго време во просториите на Црвениот крст и тие одлично се снаоѓаат во ситуации, знаат што треба да направат во одредена ситуација, колку се нивните ингеренции да помогнат, каде да се јават и правилно да го упатат повредениот, каде да побара прва помош. На општинскиот надпревар во прва помош учествуваат екипи од сите средни и основни училишта. Од Црвен крст вела дека првата помош е од голема важност. Првата помош не знаеме кога ќе ни затреба, а сепак од друга страна знаеме дека таа колку е голема нејзината вредност за тоа што може да спаси човечки живот или да санира некоја повреда која може да пак да ни го спаси животот или да го подобри нашето човеково здравје. Деветте екипи кои учествуваа на 41-виот општински надпревар активно се подготвувале неколку месеци. Дел од вештините за прва помош ги вежбале во своите училишта, а дел во просториите на брзата помош во здравствениот дом. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков ја посети кумановската дива населба. Македонската економија со најголем резултат во регионот годинава. Вестите од Македонија во продолжение. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков заедно со амбасадорот на САД во Република Македонија Джейс Бејли денеска беа во посета на кумановската дива населба. Претходно Чавков и Бејли имаа заедничка средба во СВР Куманово со кумановскиот градоначалник Зоран Дамјановски. Чавков изјави дека по настаните од 9 и 10 мај ова е прва негова посета на СВР Куманово како министер за внатрешни работи, но претходно бил во посета во својство на директор на Бирото за јавна безбедност. Министерот посочи дека се повеќе се подобрува односот и задоволството на граѓаните од работата на полицијата, но истакна дека ќе се залага за уште поинтензивно и проактивно работење. Амбасадорот Бејли изјави дека дошол во Куманово за да им даде подршка на полицијата, граѓаните и градоначалникот по настаните од 9 и 10 мај. Кумановскиот градоначалник Дамјановски пак рече дека министерот за внатрешни работи Чавков најавил соработка и посета на општина Куманово. Поради поплавите кои зафатија делови од нашата држава на почетокот на оваа година, Црвениот крст на Република Македонија спроведе низа активности со цел ублажување на последиците и пружање помош и поддршка на настраданото население. На почетокот на годината беше објавен апел за помош кој го поддржаа голем број институции, компании, граѓани и наши иселеници во странство. Со апелот беа собрани средства кои им беа доделени на настраданите семејства од поплавените подрачја, како помош за санирање на последиците од поплавите. Од дополнителните активности кои беа преземени се обезбедија парични средства кои во вид на втор дел помош и поддршка на ден 27 и 28 мај 2015 се префрлени на сметките на 300 семејства. Црвениот крст на Република Македонија уште еднаш упатува голема благодарност до сите вклучени субјекти, институции, компании и граѓани за помошта и поддршката на оваа хуманитарна акција. Македонската економија годинава ќе оствари најдобри резултати во регионот. Во изминатиот период, повеќе меѓународни финансиски институции ги објавија своите прогнози и сите имаат сличен заклучок. Домашното стопанство ќе испорача сосема солидни остварувања. Официјален Брисел очекува растот на бруто домашниот производ на Македонија да достигне 3,8%, што представува најдобар резултат во Европа. Зад нас би се позиционирале Ирска и Малта со раст од 3,6%. Негатива ќе има и Кипар, а минимален раст Финска, Хрватска, Грција и Италија. Просечниот раст во Унгарија се проектира на 1,8%. Слична е и прогнозата на Европската банка за обнова и развој. Македонија ќе испорача најдобар резултат во регионот. Растот годинава би изнесувал 3,5%, а в година 3,7%. Сепак, освен што сите релевантни финансиски институции не предвидуваат солидни економски перформанси, сите предупредуваат на можни негативни последици од политичката нестабилност.
Останува ли Велика Британија во Европската Унија ќе одлучи референдум кој ќе се одржи до крајот на 2017 година. Венецуелски компании инвестираат 14 милиарди долари за нафта и газ. Државните компании Петролеос де Венецуела и Роснефт договорили инвестиции од 14 милиарди долари во проекти за наоѓалишта на нафта и газ во регионот на Ориноко. Председателот на Венецуела Николас Мадуро смета дека ваквите инвестиции овозможуваат двојно зголемување на производството на нафта во наредните години. Инаку вчера во Москва средба имаа министрите за надворешни работи на Русија и Венецуела Сергеј Лавров и Делси Родригес. Дали Велика Британија ќе остане во Европската Унија ќе се одлучи на референдум кој ќе се одржи до крајот на 2017-та. Кралицата Елизабета II во средата, излагајќи го планот на новата влада на Дейвид Камерон во парламентот, најави дека британците на референдумот кој ќе се одржи најдоцна до 2017-та ќе одговараат на прашањето за членството на Велика Британија во Европската Унија. Според блиски извори до премиерот Дейвид Камерон, донесувањето нацрт закон за референдум е конкретен чекор кон окончување на расправата по истото прашање. Тоа би било прв пат во 40 години британскиот народ да се изјаснува за местото на Британија во ЕУ. Последниот и единствен референдум за членството на Британија во Европскиот блок се одржал во 1975 година. Ацо Стојков се враќа во редовите на актуелниот шампион Вардар, подпишан нов 3-годишен договор. Иако поразени од МЗТ Скопје, Фени Индустри го заврши надпреварувањето со одлични резултати. Зомимак поуспешен од Металург со победа до Чекор до пласман во СЕХА лигата. Ацо Стојков повторно се враќа во редовите на новиот шампион на Македонија, Вардар. Сериозна понуда да го донесе во својот тим имаше и раководството на Работнички, но црвено-црните со подобра понуда го привлекува актуелниот репрезентативец да подпише 3-годишен договор. По пауза од година и пол Стојков се враќа од екипата на албански Скендербек, со која го освои шампионскиот пехар. Аце Стојков беше дел од Вардар во сезоната 2012-2013, кога ја освои 7-та шампионска титула и постигна вкупно 17 погодоци во Вардаровиот дрес. Фени Индустрија заврши надпреварувачката сезона со пораз од 2-0 во полуфиналната серија против шампионот МЗТ Скопје. Иако елиминирани во плејофот, Фени 3 пати го порази МЗТ во регуларниот дел од сезоната. Кавадарчени покажаат цврста игра во настапите во текот на цела сезона, со што покажаа дека се подготвени да се вратат на врвот на македонската кошарка, откако тимот беше во криза поради намалување на буџетот. Тренерот Малинков, иако со просечни средства, успеа да постави силен тим и во редовите на Фени да донесе странски засилувања, кои му помогнаа на тимот да се пласира во првите 4 екипи, каде конкуренцијата е огромна. Од стручниот штаб изразија задоволство за постигнатите резултати од оваа сезона, со најава дека за следната целта е да се создаде уште посилен тим за поголеми резултати. Металург ја загуби средбата во Струмица со минимални 21:20. Со овој триумф, Зомимак му се реваншираше на Металург за поразот во автокоманда со 22:21, а со оглед дека во меѓусебната пресметка има гол повеќе на гостински терен, тимот на Струмица е на чекор до освојување на второто место на табелата, која носи пласман во СЕХА лигата следната сезона. Со 9 погодици најефикасен на надпреварот беше Чантурија, додека во тимот на гостите со 5 погодици најдобар беше Голубовиќ, со 11 успешни интервенции на голот на Зомимак се истакна Трајковски. Словачка го објави составот за квалификацијскиот надпревар против Македонија. Историска победа за Севиља и Рејес со победата во Лига Европа. Голден Стејт со победа се пласира во големото НБА финале. За ова и останатите вести од меѓународниот спорт во продолжение. Јан Козак, селекторот на фудбалската репрезентација на Словачка, го обелодени списокот на повикани фудбалери за квалификацијскиот надпревар против Македонија, кој на 14 јуни ќе се одигра во Жилина.
Марек Хамшик и Мартин Шкртел, звездите на Наполи и Ливерпул, влегоа во потесниот избор на селекторот во словачкиот состав, а со нив ќе играат и Мирослав Штох, Филип Киш, Јуреј Кучка и други. Во првиот тим на Козак е најавен и дебитантот Лукаш Тесак, кој е одбранбен фудбалер и игра во рускиот прволигаш Арсенал Тула. Новиот македонски селектор Љубинко Друловиќ на утрешната пресконференција ќе го соопшти и составот на нашиот национален тим за надпреварот против Словачка, која е прва пласирана селекција во нашата квалификацијска група. Севиља ќе остане запаметена по победата од 3-2 против Днипро во финалето на Лига Европа која синоќа се одигра во Варшава. Андалузијците го освоја четвртиот трофеј во најмасовното надпреварување, а Шпанија продолжи серијата со 19-тиот трофеј во 20 европски финалиња, вклучувајќи го и Европскиот суперкуп. Историски успех има и Хосе Антонио Рејес, за кого овој трофеј е исто така четврти во Лига Европа, односно во купот на УЕФА. Врвот во второто по ранг на преварување го достигна два пати со Севиља, 2014 и 2015, а претходно триумфираше во дресот на Атлетико Мадрид, освојувајќи го пехарот во 2010 и 2012 година. Рејес се издигна со трофеи повеќе, откако првото место го делеше заедно со Рој Клеменс, Джузепе Бергоми и Никола Берти, кои по 3 пати го освојувале пехарот. Екипата на Golden State се пласира во големото NBA финале, по нокешниот триумф над Хјустон со 109-90. Вкупниот резултат во западното финале е 4-1. Противник на недобрата екипа, по лигашкиот дел, е Кливленд, кој во источното финале со 4-0 ја елиминира Атланта. Стеф Кари со 26 поени беше најефикасен во победничкиот тим, додека на спротивната страна се истакна Двајт Хауард со 18 поени. Ова за Golden State е најголем успех во неговата 4-деценеска историја. Првиот меч од финалната серија на 4 јуни на теренот на Golden State. Денеска имавме претежно облачно време и пат на температурите. Да ја погледнеме деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион. На 59 години почина македонската музичка легенда, кантавторот Драган Карамфиловски Бојс. Драган Карамфиловски Бојс ја започнал музичката кариера во 1973 година, формирајќи ја музичката група Македонија. Најголемите успеси како автор ги постигнал како член на култната битолска група Мадригали, подоцна преименувана во Трн во око. Со овие две групи тој ги снимил своите најпознати рок песни, а на гитаријадата во Заечар во 1977 година со групата Мадригали ја освоил првата награда од публика и првата награда од музичкото списание Jukebox. Подоцна Драган Карамфиловски Бојс започнал успешна кариера како кантавтор, пишувајќи поп песни и песни за деца. Од неговите песни најпознати се Опасно сум влюбен во тебе, Валерија, Лулај ме нежно, Парижанка, Весела романтика, Афричко лето и така натаму. Исто така тој е автор на бројни хитови кои ги пееле други пејачи како што се Јануарска ноќ во изведба на Зафир Хаџиманов, на -23 испеана од Трајче Манев,
Искро моја на Игор Џамбазов, Заведи ме во изведба на неговата ќерка Верица Карамфиловска и така натаму. Тој е автор и на рефренот на песната 100% те љубам на групата XXL, која во 2000 година ја представуваше Македонија на Евросонг. Најпосле Драган Карамфиловски Бојс има компонирано музика за неколку ТВ серии. Како признание на неговото долгогодишно творештво во 2014 година, Драган Карамфиловски Бојс ја доби наградата на манифестацијата Златна бубамара за животно дело. Ова беше се што информативната редакција на К1 го подготви за денес. Имајте пријатна вечер. Пријатно.